Послание на апостол Павле до Римјаните, 5 глава. И така, оправдани преку верата, имаме мир со Бога, преку нашиот Господ Исус Христос. Преку Него со верата добивме и пристап кон оваа благодат, во која стоиме и се фалиме со надежта во славата Божја. Но не само тоа, туку се фалиме и со маките, знаејќи дека од маката се раѓа трпението. Од трпението пак искуство, а од искуството надеж. Надежта пак не посрамотува, зашто љубовта Божја е излеана во нашите срца преку нам дадениот Свети Дух. Зашто уште кога бевме слаби, Христос во одреденото време умре за безнабожците. Навистина, тешко би можел некој да умре за праведник, а за добар можеби, некој и би се решил да умре. Но Бог ја докажа љубовта своја кон нас со тоа што Христос умре за нас, уште додека бевме грешни. Затоа сега, откако веќе сме оправдани со крвта Негова, многу повеќе ќе се спасиме преку Него од гревот. Зашто ако се помиривме со Бога преку смртта на Неговиот Син, уште додека бевме непријатели, тогаш уште повеќе ќе се спасиме преку Неговиот живот, откако сме се помириле. А освен тоа, и се фалиме со Бога преку нашиот Господ Исус Христос, преку кого добивме сега помирување. Затоа, како што гревот влезе во светот преку еден човек, а преку гревот смртта, по таков начин и смртта премина на сите луѓе преку еден човек, зашто сите сгрешија. Навистина и порано уште пред законот имаше грев во светот, но гревот како таков не може да се прифати кога нема закон. А сепак, смртта царуваше уште од Адам, па се до Мојсей и над оние што не погрешија, според престапот на Адам. Тој е пралик на оној што требаше да дојде. Но со дарот не е исто како и со престапот, зашто ако поради престапот на еден изумреа мнозина, тогаш Божјата благодат и дарот преку благодата на еден човек, Исус Христос, во многу поголемо изобилство ќе се излее врз мнозина. А тој дар е сосема поинаков од гревот на еден што погрешил, зашто судењето за еден престап води кон осудување, а дарот од многу престапи кон оправдување. Бидејќи, доколку со престапувањето на еден завладеа смртта преку едниот, дотолку повеќе оние што го примие изобилието на благодатта и дарот на праведноста, ќе царуваат во живот преку еден, Исус Христос. И така, како што преку еден престап дојде осудувањето на сите луѓе, така и преку праведното дело на еден, дојде врз сите луѓе оправданието, кое дава живот. Зашто, како што преку непослушноста на еден човек мнозина станаа грешни, така исто и преку послушноста на еден, мнозина ќе станат праведни. А при тоа дојде и законот за да се наголеми престапот. Каде што пак се намножи гревот, таму благодата се јавува во голема изобилност. Така како што гревот завладел со смртта, така и благодата да завладее преку праведноста за живот вечен, преку Исус Христос, нашиот Господ.